Ви благодарам, председателке, почитувани колеги пратеници, почитуван министер за финансии. Во изминативе 2 дена, колегите пратеници во најголем дел се осврна на позитивните и негативните параметри од новиот буџет за 2019 година. Јас во мојот говор ќе бидам по-конкретна, односно ќе се осврнам на делот од буџетот наменет исклучиво за култура и за наука, научни институти, и научно-истражувачка работа. Вообичаено, при носењето на буџетот, секоја година посебно се осврнувам на мојот град, Виница, презентирајќи ги на моите сограѓани проектите од буџетот кои што се однесуваат на општина Виница. Оваа година, за жал, од мојот говор ќе изостане тој дел, од една единствена причина што во буџетот за 2019 година ниту еднаш не е спомната Виница. Не можев да ја пронајдам. Пардон, само еднаш во делот за блок дотации, што нели е неизбежно. Но не можев да најдам ниту еден друг проект, улица, градинка, што и да е, било каков проект, кој што би можела да им го посочам на моите сограѓани. Затоа ќе говорам само за она што го најавив, за буџетот за Министерството за култура и буџетот за наука. Буџетот на Министерството за култура за 2019 година изнесува 3 милиарди 140 милиони и 216 илјади динари, од кои за буџетот на Министерството како институција се наменети 215 милиони и 50 илјади динари, а за финансирање на дејностите од областа на културата се наменети останатите 2 милиарди 925 милиони и 166 илјади динари. Овогодинешниот буџет на Министерството за култура не се базира на ниту еден од стратешките документи за развој на културата, а тука најповеќе мислам на Националната стратегија за развој на културата, која што парламентарното мнозинство ја усвои и која по сета логика на нештата би требало да представува водич за конструкција барем на контурите на буџетот и се разбира да биде правецот во кој што ќе се развиваат културните политики. Да одиме поред. Што тоа им беше ветено на граѓаните, пред се на вработените во културата, а што добиваме како буџет за следната 2019 година. Морам да признам дека во голема мера дел од непланираните нови активности, нови политики на Министерството за култура се должат на промената на раководната структура. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за само 2 пратенички гласа, ова најилустративно вака би можело да се каже, го даде овој многу значаен ресор на БЕСА и нивниот кандидат за кој што оние кои што ги засега и кои што работат во оваа област никогаш порано нема слушнато. И не, почитувани колеги, тоа во областа на културата не е во ред и не е прифатливо. Господинот Асаф Адеми, градежен инженер по професија и поранешен дипломат, го замени господинот Роберт Алагјозовски, кој како утешна награда ја доби блескавата титула национален координатор за култура, што многу штосно ја измисли оваа влада за артикулирање на незадоволството на одредени неуспешни кадри. Она што мене особено ми боде во очи се енормно скратените средства за заштита на културното наследство и археолошки локалитети. Тоа во бројки изгледа вака. За археолошки локалитети во буџетот за 2019 година се издвоени, внимавајте, само 2,5 милиони денари. Тоа е она што јас го нарекувам катастрофа во поглед на политиките за заштита на културното наследство. Илустративно само би сакала за споредба да кажам дека во 2016 година, например, имало во оваа ставка 15 милиони денари. 15 милиони денари 2016 година, наспроти 2,5 милиони денари за 2019 година. Тотално уназадување во делот на археологијата и заштитата.
Да видиме што вели Националната стратегија за развој на културата. Во Националната стратегија се вели дека во поглед на финансирањето во изминатите години, покрај археолошките ископувања, најголем дел од буџетот во дејноста бил насочен кон изградба и формирање на нови институции, нови споменици. За само со ребалансот на буџетот, ние наеднаш да добиеме 2 нови институции, кои што не се во согласност ниту со Националната стратегија за култура, ниту пак со програмата План за живот, со која што Социјалдемократскиот сојуз се представи на парламентарните избори во 2016 година. Понатаму, се критикува во Националната стратегија, која патем речено и при носењето кажавме дека воопшто не е стратешки документ каков што треба да биде, туку едноставно представува една Дон Кихотовска борба со проектите од минатото. Се критикуваат големиот износ кој што Министерството за култура го има издвојувано за плати, материјални трошоци и слично, а сега за 9 милиони денари се зголемени средствата за плати и надоместоци на администрацијата. Нешто кое што беше најмногу критикувано во изминатиот период и сега овде имаме еден нонсенс, токму таа ставка се зголемува во буџетот за култура. 9 милиони денари за нови вработувања се разбира во следната изборна година. Несоодветна државна конзерваторска политика се вели во Националната стратегија за култура. Од друга страна имаме најголемо намалување на средствата од конзерваторските центри и од Управата за заштита на културно наследство. Како приоритети, Социјалдемократскиот сојуз ги вети следниве работи во својата програма. Изработка на стратегија за заштита на културното наследство. Не е изработена. Подготовка на нов закон за заштита на културното наследство. Не е донесен. Ревизија на статусот и на улогата на Управата за заштита на културното наследство. Не е направено, единствено нешто што е направено е што од оваа многу значајна институција се кратат за 2019 година ни помалку ни повеќе, туку 140 милиони денари. Оцена на состојбите во установите за заштита на културното наследство и редефинирање на нивната улога не е направено. Спречување на криминалот преку координирана соработка на Министерството за култура и Министерството за внатрешни работи и изработка на национален акцијски план за превенција на културното наследство од криминал не е изработено, ниту пак се одвоени средства дека тоа нешто ќе биде реализирано во 2019 година. Поттикнување на студиски програми за образование на специјалисти за конзервација и реставрација на движното и на недвижното културно наследство. Не само што во последните 2 години не е направено ништо на ова поле, туку се уназадени работите и не се одвоени средства во буџетот за 2019 година за овој дел. Усвојување на стандарди за конзервација на културното наследство и изработка на стручни методолошки прирачници, насоки и норми за конзервација не е изработено, не се одвоени средства во буџетот за 2019 година. Ова представува проект кој што би требало да се одвива повеќе години, значи останува уште едно празно ветување. Воспоставување стручни методи на идентификација, евиденција и валоризација на културните предели, иницирање на интегриран пристап во нивната заштита, обука на кадарот надлежен за нивна изработка и имплементација, ништо од ова не е реализирано. И во ред, ќе кажете, ќе се реализира. Но кога? Во 2019 година нема да се реализира. Има големо намалување на средства кај капиталните расходи и веќе споменав она што е најзагрижувачки во буџетот на Управата за заштита на културното наследство. Намалени се средствата во музичко-сценската дејност и во драмската дејност. Нема средства за прв пат откако е основано спомен обележито на Тоше Проевски во Крушево. 0 денари. Во буџетот не постојат никакви инвестиции за она за што се залагавте вие како власт дека ќе биде ваша примарна цел,
а тоа е финансирање на музејски поставки, нема средства. Инвестиции во депоата и дигитализација, нема средства. Во програмата План за живот на страна 154 ветувате задолжително финансирање на најавената листа на споменици на културата. Не само што нема во буџетот финансирање на спомениците на културата постоечки, туку вие не финансирате ниту изработка на листата. Кој ќе изработи листата? Управата за заштита на културно наследство. Како ќе ја изработи? Вие кратите средства токму од оваа институција. Нема инвестиции во најавената обука за кадри за конзервација, ветена на страна 155 од програмата План за живот. Не само што нема план за живот, туку испаѓа дека воопшто нема план. Ова е буџет на Министерството за култура донесен без никаков план. Она што загрижува многу е вашето заговарање на делот, кој што еве ќе цитирам, вика пренесување на надлежности на единиците на локална самоуправа. Тоа ќе финансирате. Едно е кога станува збор за домовите на култура, па и музеи, но кога се работи за институции од областа на заштита на културното наследство, тоа ќе биде погубно. Тоа е апсолутно недозволиво. Јас доаѓам од таа област и наодговорно тврдам дека ние ниту имаме капацитет, општините немаат, ниту пак има кадар за такво нешто да се финансира, не дај Боже да се реализира. Се надевам дека ќе остане уште едно празно ветување на хартија. Она што најмногу ги провоцира вработените во културата, во културните институции, тоа е колективниот договор. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дојде на власт со голема помош на вработените во културните институции, затоа што се успеа да се конструира една слика дека ништо во културата не е како што треба, дека ништо не е сработено и едноставно успеавте да го наметнете она што долги години го нарекувавте режим. Сега режимот во 2015 година, во наводници, успеа да се договори и со независниот синдикат на културата на Република Македонија и со репрезентативниот, со СОНК, преку Комисијата за култура во Собранието на Република Македонија. Успеавме да се договориме и Министерството за финансии, тогаш министер беше господинот Миновски, да се обезбедат во таа година средства за потпишување конечно на колективниот договор за јавните установи од областа на културата. Она нешто што ги засега најповеќе вработените во оваа област, затоа што ние сме свесни дека за исти работни места вработените во културата земаат различни плати. Во една институција, например, за исто работно место, во истата институција вработените земаат различни плати. А да не говорам за диаметрално спротивните коефициенти за пресметување на платите во различни институции од областа на културата. Значи, едни работници во областа на културата се вреднуваат многу повеќе отколку други. Сето тоа успеавме на еден начин да го избалансираме и дојде до изработка на овој колективен договор од областа на културата. Се што требаше, потоа сите сме свесни дека дојдоа на ред предвремените парламентарни избори. Се што требаше вие да направите е само да го потпишете овој фамозен колективен договор, далеку од идеален. Имаше уште многу работа, меѓутоа ние толку успеавме да направиме. Само да го потпишете и да ги земете сите заслуги за ова, верувајте, макотрпна работа, да се изедначат сите коефициенти и сите на некој начин да бидат задоволени вработени во културата. Не само што не го направивте тоа, туку одбивате во буџетот да предвидите средства и за едноставно нивелирање на платите во културата. За тоа се потребни околу 70 милиони и 18.308 денари за да биде реализирана оваа нивелација. Од прилика велам, сега не знам точно дали е таа сума. Вие имате ветено како Социјалдемократски сојуз дека ќе ги изнивелирате платите.
Меѓутоа, свесни сме дека во буџетот не гледаме таква мерка. Значи, не само што не се подпишува колективниот договор, туку воопшто не станува збор ни за нивелирање на платите во областа на културата. Министерот за култура при својата презентација на буџетот за 2019 година имаше едно, не знам како да го наречам, абсурдно објаснување зошто ова не се работи и изговор кога не се сака нешто да се направи, најлесно е да се најде изговор. Не очекував навистина ваков изговор. Тој кажа дека не се подпишува колективниот договор и не се прави ова нивелирање на платите поради тоа што не бил донесен новиот закон за култура, односно сега ќе се вика закон за јавен интерес во културата. Тие две работи апсолутно немаат врска една со друга. Не знам како некој може да го прифати тоа објаснување. Уште по-абсурдно е тоа што вика, а новиот закон не се носи, се работи долго време на тој закон, новиот закон не се носи поради тоа што се чекало да се донесе нов закон за администрација. Па каква врска има тоа? Ке се донесе закон за јавен интерес во културата, па после ке се усогласи со новиот закон за администрација, тоа сме го правеле милион пати. Не може едното да зависи од другото, меѓутоа јасно е дека се бараат само изговори за да не се излезе во пресред на вработените од областа на културата. Сакам да говорам и за делот, веќе кажав на почетокот дека за финансирање на дејностите од областа на културата се наменети средства од 2 милиарди 925 милиони 166 илјади денари, кои што се делат врз основа на конкурс за финансирање на средства од национален интерес во областа на културата. Минатата година бевме сведоци на досега најскандалозниот конкурс, резултати од конкурс за доделување на средства од областа на културата. И тоа не го говорам јас како пратеник од опозицијата. Имаше Снежана Лупевска на КОТ посебна емисија. Немало, се извинувам, во време на режимот таква емисија, која што точно беше цела една емисија КОТ се однесуваше само на конкурсот на Министерството за култура, на сите злоупотреби кои што беа пронајдени во само еден конкурс во првата година од вашето владење. Што се случува годинава? Уште поскандалозно. Уште поскандалозно затоа што за прв пат годинава во овој конкурс воведуваат ограничување, односно во едно одделение, например одделение за музејска дејност во Министерството за култура, не може да бидат поднесени повеќе од две пријави, од два проекти од една институција. Како ве молам ќе функционира Археолошкиот музеј на Македонија, каде што има вработени, ајде сега ќе карикирам, 20 колеги. Сите 20 колеги сакаат да одат на истражување, секој работи во различна област од археологијата, различни периоди истражува и они нема да можат да поднесат во секторот повеќе од две пријави. Тоа е недозволиво, вакви ограничувања немало никогаш. Зошто да постои ограничување? Комисиите се одлучуваат како и секогаш, независно кој проект ќе биде поддржан, кој нема да биде поддржан. Ова е невидено ограничување, се со една цел повторно да се намалат средствата од овие дејности, меѓутоа има па каде се зголемуваат. Има уште едно ограничување. Внимавајте, за недвижно културно наследство има ограничување во самата пријава дека не можат да се доделат средства повисоки од 300.000 денари. Тоа е, не знам, мене ми е многу чудно како може за заштита, апсолутно некој ова кој што го правел нема поима, едноставно кажано, што значи да се заштитува недвижно културно наследство, што значи конзервација, реставрација, изработка на проект. Проект не можеш со 300.000 денари да направиш. А они во националната стратегија ќе се сконцентрирале на заштита на културно наследство. Меѓутоа имаме овде нов момент. Има апликација за финансирање на интердисциплинарни проекти.
за прв пат се воведува, таму можат да се добијат 3 милиони денари. Повторно овде, што значи? Дека невладиниот сектор, кој што ќе може овде да конкурира, ќе ги добива тие пари. Внимавајте, во културата, музеите, институтите и она што представува заштита на културното наследство по дефиниција се непрофитни установи. Невладините, независниот сектор, затоа се вика независен, они не треба да зависат, нив пазарот ги валоризира. На нив им даваме 3 милиони, а на институциите од областта на културата максимум 300.000 по проект. Никогаш не било вака, ова е недозволиво, јас малку се занесов и немам време во моментов да се осврнам на делот од буџетот кој што е исто така многу скандалозен, делот за наука, каде што има предизборно ветување дека ќе издвојувате за наука повеќе секоја година процентуално, за да на крајот на мандатот се издвојуваат помеѓу 1% и 1,5% од БДП-то за истражување и развој, а морам само ова да го кажам, владата сегашна на Социјалдемократскиот сојуз за наука издвојува скоро дупло помалку од владата на ВМРО-ДПМНЕ. Сето тоа е со факти, со бројки, меѓутоа за жал ради времето не можам сега да ги образложам. Ви благодарам. Ќе поднесеме амандмани за сите овие работи кои што ги кажав. Се надевам дека Министерството за финансии ќе има доблест да прифати барем дел кои што наискрено, ве уверувам, представуваат подобрување на состојбите во културата. Ви благодарам.